Во пресред на денот на жената, пред малку добив еден прекрасен цветен аранжман, а тука е со мене Наташа која што ќе ми каже што е она што најчесто денеска луѓето го подаруваат кога станува збор за одбележување на денот на жената. Јас мислам дека баш се и се што подаруваат за 8 март, но по мое некое мислење дека цветот е цвет и дека тој треба да е приоритет за 8 март да се подари на секоја жена. Кој цвет најчесто се избира за да биде подарен? Па најчесто е ружата. Ружата мислам дека е првиот избор на сите. А околу цените дали можеби за овој ден се намалуваат или ги покачуваат? Ние не ги покачуваме, значи ние само ставаме ние покачуваме магазино цената, се малце поскапени, да, еден карамфил е 70 денари, една ружа е 120, за разлика од претходниот период кога ружата беше 100 и карамфилот 50 денари. Во рамки на можностите јас верувам дека токму за овој ден посветен на жената нема човек кој нема да подари барем нешто. Од секогаш било така, односно од раните 90-ти, ден кога се одбележува борбата на жената за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Во текот на годините работите многу се изменија во полза на жената, ама на овој ден карактеристично е да се подари барем цвет. Ги прашавме битолчани што најчесто подаруваат, а битолчанки што најмногу добиваат или сакаат да добијат. Моментално не сум дома ке женама, иначе обично и купувам нешто увек, или добар букет цвеќе, или некој накит обично. Али сега сум ја овде на одмор, дојден да речам, ајде да го наречам одмор, иначе живеам во Шведска, родом сум од Врушево. Цвеќе на жената моја, тоа друго што да му подарам. Заборавате ли некогаш дека е 8 март или може би си паметите? Сега ти ме спомна, сега ќе ми текне, ќе замен од цвеќе и ќе излажам тоа. Цвеќе. Тоа што ми е најпотребно, ќе ме праша, ќе му кажам. Цвеќе. Неретко овој ден жените го користат да отпатуваат некаде заради поволните аранжмани, да добијат подарок кој одамна го посакувале или во некој од локалните ресторани и кафулиња со пријателките и женско друштво да си поминат убаво, бидејќи после 8 март некако како се да се враќа по старо.